Можно. Може. Еве на 3 дена пред изборите, кампањата е при самиот крај, сакам со задоволство да ги објавам конечните анализи од нашиот изборен штаб. Социјалдемократскиот сојуз со својата коалиција водеше прв пат еден нов вид на кампања. Посетивме повеќе од 53.000 домаќинства. Конечно можеме да ги заокружиме цифрите, кои со задоволство сакам да ги соопштам пред сите. 11 пратеници на овие парламентарни избори има Социјалдемократскиот сојуз. 7 пратеници ќе има коалицијата на ВМРО-ДПМН, еден ќе има Лупчо, еден ќе има Люб. Апсолутно тоа го објавам со задоволство и тоа е конечниот ефект од целата кампања, но пред се и над ефектот од владењето 5 годишно на ВМРО-ДПМН. Би сакал исто така да искористам оваа можност. До сите оние државни службеници, кои што до последен момент прават огромен притиск врз своите сограѓани, преку центрите за социјални грижи, преку полицијата, преку шумските предпријатија, да ги подсетам дека по законот за изборите кривично се одговара со затворска казна. Дополнително прават злоупотреба на службена должност. Верувајте, ова нема да го прости идната влада. Се одговара за ова работа. Немојте ова да го правите пред својот народ. Оставете народот да донесе сам своја собствена одлука, како што мисли и како што е убеден. Очекувате Старовски да ја прифати вашата понов за дуел? Апсолутно веќе воопшто не очекувам да прифати некој од владеачката коалиција дуел со било кој, а не па Ставревски со Заев. Ставревски бега од Заев од секој момент и јас жалам што навистина едно зајче исплаши цела оваа патриотска влада, кој што не може да најде ниту еден момент, ниту 5 минути да излезе на дуел да ги споредиме аргументите. Големиот економист задолжен за економијата во државата во овие 5 години буквално бега од секој чекор, но дефинитивно ќе го стигнат граѓаните на 5 јуни. Како изгледи стварите денес и можете да ни кажете за она што го добивте како мислење или сугестии од нив воопшто да одговорите и реакциите од граѓаните? Овој тип на кампања, заедно со младите луѓе околу мене, со плавите мајчки, апсолутно ги посветуваме на една позитивна кампања, во разговори да понудиме нашата изборна програма, да го најавиме новото време кое што доаѓа пред Република Македонија, но истовремено да ги слушнеме и граѓаните. Јас сум повеќе од задоволен заради тоа што луѓето не ви дават да стигнете до целската. Од сите страни налетуваат да се поздрават, да слушнат, да земат флаер, да земат рекламен материјал од кај нас. Сите се во исчекување на 5 јуни. Сите чекат да се сменат работите во Македонија.